Залудно фрлени пари во ветер, власта ке троши да не убедува во нешто што е фактичка состојба дека сме биле дел од Европа. Залудно ќе бидат потрошени 5 милиони денари за проект кој никако не може да го промени ставот на македонските граѓани кои во најголем број се против уставните измени, сметаат познавачите. Новинарот Предраг Димитровски за Алфа вели дека на луѓето им е јасно кои се евентуалните придобивки од членството во Европската унија. Што ќе објаснува во таа кампања власта на граѓаните? На граѓаните им е многу јасно што значи членството во Европската унија и тоа никогаш ниту било, ниту е, ниту ќе биде дискутабилно. На единствениот проблем е начинот на кој што треба тоа да се стори. Според Димитровски, единствена цел на власта е како да избегне предвремено изборно соочување. Вели предвремени избори се единствен излез од ситуацијата во која што се наоѓа Македонија. Власта купува време и бега од предвремените избори, кои се единствено логично решение во моментот за излезот од ќоросококот во кој што не внесе и како држава и како нација. Дека не е потребно се трошат државни пари, реагира и поранешниот шеф на Центарот за комуникација на СДСМ, Ивор Мицковски. Според него нелогична е ваква кампања кога е јасен факт дека најголем процент од граѓаните се против влезот на бугарите во уставот. Да плаќаш кампања со народни пари, кога одлично знаеш дека 80% од народот се против твоите насилнички и наметливи предлози, е фрлање на пари во ветер. И демек со кампања граѓаните ќе влијаеле врз пратениците. Абе не си правите бајрам на умот. Знаете како пројдоа уставните прошли пат, со лаги, закани, уцени и амнестии. Боле држете се до тоа и онака за друго не ве бива. Или организирајте едно од мировните концертчиња на груби, може тоа ќе упали. Универзитетската професорка Мирјана Најчевска прашува што воопшто власта ќе објаснува. А ќе има во кампањата информација за придобивките од вметнувањето на бугарите како државотворен народ кој се борел за самостојна Македонија, за именувањето на окупатурите во администратори и секако за непостоењето на македонци на територијата на денешна Бугарија. Живо ме интересира некоја информација за придобивките од овие нешта. Речи се исти вакви кампањи власта тераше за претходните уставни измени со кои Македонија доби кованицата Северна и тогаш се трошеа државни пари со цел убедување дека промената на името е последниот услов кој ќе го имаме на европскиот пат.